Време е да го започнеме и нашиот следен разговор во студиото на Македонија денес, кој што ќе биде посветен на здравјето и секогаш наши драги пријатели се стручниот тим од Ремедика, кој што и повторно се дел од нашата емисија, се со цел да испратиме совети кои што ќе бидат поврзани за здравјето на нивните пациенти, советите кои што треба да допринесат за зачувување на нашето здравје, но и препораките за третманот кој што може да се добие токму од стручниот тим во првата приватна болница во Македонија Ремедика. Денес ќе зборуваме на една доста интересна, не така често дискутирана тема, барем не во нашата емисија, но верувам дека многумина од вас ќе добијат корисни информации. Пилонидална болест, што представува тоа и како се третира, кој најчесто секако може да биде да ја има оваа болест и оваа заболување кое што знае понекогаш и да биде доста здодевно. Зошто се појавува секако ова утро, разговараме во нашето студио со доцент доктор Александар Митевски, доктор по општа медицина, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по абдоминална хирургија. Доктор Митевски, добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и соработката која што имате со тимот на Ремедика. Се надевам дека денешното гостување ќе биде од полза на гледачите и дека ќе можеме да им дадеме некој користен совет за да ја препознаат и како да ја третираат понатаму состојбата доколку ја имаат. Да, навистина тема која што досега не сме имале можност да ја дискутираме, но еве благодарение на вас секако верувам дека ова утро ќе испратиме корисни совети до нашите гледачи, па еве за пошироката јавност, можеби не така позната како пилонидална болест, но попозната како циста која што се појавува на почетокот на задникот. Може ли да ни кажете што представува пилонидалната болест? Пилонидалната болест во народот многу почесто е позната како враснато влакно и голем дел од пациентите или нивните блиски кои ќе се обратат по прв пат ќе ни кажат дека всушност станува збор за тоа враснато влакно, што е и вистината. Всушност пилонидалната болест представува хронично воспаление грануломатозно на интерглутеалната бразда или на спојот на левиот и десниот дел на задникот, најчесто над сакралната регија, односно над крстот. Карактеристично е тоа што се јавува обично кај луѓе кои што имаат влакнавост во тој дел. Почеста е кај машката популација, негде 4:1 е односот на машки спрема женски и негде околу 26 луѓе на 100.000 ја добиваат оваа болест. Типично за оваа болест е тоа што имаме влакнавост во таа регија. Обично условите и начинот на функционирање работа, да речеме почесто седење и неадекватни хигиенски услови допринесуваат да доаѓа до кршење и воспалување на самите влакна и доаѓа до враснување во кожата и во подкожата на фоликулот, односно на коренот на влакното, пошто влакното почнува да расте и неговите делови се распаѓаат во ткивото, организмот тоа го препознава како воспалителна реакција или како туѓо тело и доаѓа до формирање на едно каналче кое што се нарекува синус, а доколку завршува во поголема шуплина, тогаш ја нарекуваме пилонидална циста. Типично за оваа болест е тоа што е хронично воспаление, меѓутоа може да се случи да дојде до негова акутизација и да имаме акутна форма на самото воспаление, кога што најчесто пациентите би се јавиле за совети за лекување. Да. Попозната како во светот Jeep Drivers Disease, односно болест на шоферите, самите вие кажавте, сите оние кои што работат имаат подолго седење и несоодветни хигиенски услови, најчесто имаат проблем со пилонидалната болест, но колку често ги знаат симптомите, знаат пациентите кои што ќе дојдат да препознат и да кажат дека станува збор за тоа, дали често се меша можеби со хемороидите? Значи, убаво кажавте дека тоа е Jeep Driver Disease и тоа е првично кога била забележана, била негде во Втората светска војна, инаку за болеста е опишана негде во почетокот на 19 век од Мео, како Pilonidal Disease, подоцна Хјудж го има дадено името, значи Пилус и Нидус тоа е всушност гнездо од влакна, и е вистинското објаснување за таа болест, меѓутоа негде во Втората светска војна заради интензивното возење и недобрите хигиенски услови, често се јавувала кај војниците кои што возеле подолго трајно и била наречена од таму е тоа Jeep Drivers Disease. Инаку симптомите се незначителни, обично, кај голем дел од пациентите и понекогаш ќе ви кажат да имав некои проблеми, некој
чисто онака валкање на долниот веш, меѓутоа немаше никакви симптоми освен тоа и не забележував дека има проблеми. Дел од пациентите ќе се јават со болки кои што се поизразени и тогаш заради блискоста со регијата, односно со анусот, често ќе ви кажат имам најверојатно хемороидална болест, нешто ми тече, осеќам оток, ме боли и тогаш често се поврзува со таа болест или со перианална фистула, која што знае често да наликува на неа и заради блискоста некогаш не можеме да ги одвоиме овие две болести. Станува збор не за хемороиди, туку за почесто за перианална фистула. Дел од пациентите ќе дојдат со многу изразени болки, со оток, со покачена телесна температура, со трески, малаксаност, тоа е веќе формиран абсцес или гнојна колекција, која што представува всушност една од компликациите на оваа болест. Доколку навреме секако не се реагира и не се побара совет, вие рековте пред почетокот на разговорот, често не сакаат луѓето да побараат совет, затоа што станува нешто што се појавува во незгоден дел од телото и често и можеби поради срам не се обраќаат кон доктор. Регијата за која што зборуваме е, да речам, така непријатна за голем дел од популацијата и мал дел од пациентите кои ќе се јават оние незначителни симптоми, ќе се јават и ќе речат имам некој проблем, ве молам да ми кажете за што станува збор. Најчесто, како што кажав, доаѓаат пациентите од кога ќе се јави некоја компликација на пилонидалната болест. Инаку првично се јавува во форма на неколку отвори на самата средина на интерглутеалната бразда, од кои што повремено се појавува некој исцедок, меѓутоа воспалението, тоа хронично грануломатозно воспаление, знае да продолжи и да формира канали во длабочина, и без некоја симптоматологија која што е значителна за пациентот, може да се формира цела мрежа на канали која што понатаму би го усложнила лекувањето и третманот на ова заболување, така да мал дел сепак на пациенти доаѓаат да се консултираат во оваква фаза на болеста. Иако голем дел од пациентите, доколку се диагностицираат во оваа фаза, може да се дадат совети за хигиена, отстрнување на влакната и може малце да се пролонгира текот на развојот и третманот на болест. Пробуваат ли можеби? Не може да се избегне. Да, пробуваат ли можеби сами со некои народни лекови да го решат проблемот, па дури потоа да се обратат кон доктор? Па обично во првата фаза не, најчесто доколку се јави воспаление, знаат некои народни лекови да употребуваат да го извлечат нели воспалението, бидејќи на било кој дел од телото кој ќе се јави воспаление, луѓето се доста инвентивни, нели посебно народот, и знаат да употребуваат различни лекови, чија што идеја да го извлечат и да го намалат или смират воспалението. Да, рековте дека повеќе е застапена пилонидалната болест кај машката популација, 4:1, но колку е честа кај децата и кога најрано секако може да се појави враснување на влакно во телото? Поврзаноста со машката популација е поврзана и со влакнатоста, нели, застапеноста на зголемена влакна во однос на женската популација, инаку пик или најчесто јавување негде 20-30 годишна возраст на популацијата, инциденцата, односно појавувањето, паѓа многу после 45-та година на возраст, а најчесто се јавуваат првичните симптоми, може да се јават во пубертетот, што е поврзано со нели лачењето на хормоните, кои што предизвикува зголемена влакнатост кај популацијата и во исто време делува и на лачењето на самите хормони на лојот, односно лојот кој што го обвикува влакното. Секој влакно си има лојна жлезда. Во адолесценцијата и пубертетот почнува да се лачи поинтензивно, се променува структурата на лојот кој што се лачи и тоа допринесува за запушување на тие лојни жлезди почесто и развој на тие симптоми околу влакната. Да. Секако дека ќе им остапиме простори на гледачите на Македонија денес, доколку имаат некое прашање поврзано со пилонидалната болест, доктор Александар Митевски е во нашето студио и расположен секако да одговори и на вашите прашања, да ја испратиме и некој совет секако до вас кој што ќе ви помогне во надминувањето на овој проблем доколку го имате. Телефонските линии се отворени и ние секако ве очекуваме да се вклучите во нашата емисија. Третманот секако би сакале да го споделиме, да видиме кој е начинот како може да се третира овој проблем и дали е тоа трајно решение или пак мора да се внесат и некои одредени навики во начинот на живење. Значи, суштина, лекувањето го
би го поделиле на 3 облика на болести, во зависност од кој облик на болеста станува збор, соодветно би се лекувал. Доколку имаме акутизација на состојбата или акутно гнојно воспаление, тогаш всушност тоа самото представува компликација на основната болест и во тој случај имаме само третирање на проблемот, односно дренирање или отстранување на таа колекција од гној воспаление и смирување на самото воспаление, не представува дефинитивен третман. Постојат неколку методи кои што ги користиме, пред се основната е да се издренира колекцијата на гној, меѓутоа може во тек на тој третман да се направи дебридман, односно отстранување на целото тоа хронично грануломатозно воспаление, со што би се овозможило подоцна зараснување и да не се повторува болеста, меѓутоа успехот е многу мал. Негде, да речеме, 10 до 20% можно е да не се повтори повторно болеста после направената инцизија и дебридман на тој самиот синусен канал. Доколку станува збор за хронично воспаление без додатни канали, кај дел од пациентите може и да почекаме, односно може да се направи депилација, да се отстранат сите влакна, да се обрне малце поголемо внимание на хигиената, со што би се одложил за некој период третманот, меѓутоа самиот третман не треба предолго да се одложува, бидејќи, кажав, самата болест знае без некои симптоми да ствара повеќе канали кои што подоцна го усложнуваат решавањето. Кај овој тип на болеста доаѓаат во предвид неколку типа на третмани. Во основа имаме третман на кај сите третмани се состои од отстранување, односно ексцизија на тој дел, заболениот дел со хронично грануломатозно воспаление. Сега во однос на тамошниот третман имаме затворени и отворени методи. Може да ја оставиме целиот тој отстранен дел да биде отворен и да зараснува со полека пополнување на раната до неизино затварање. Тој тип на лекување има една негативност, затоа што лекувањето трае долго, поврзани сме со чести посети на лекар, континуирани преврски, меѓутоа, за разлика од другиот, затворениот метод, има малце помал процент на повторување на болеста. Другиот метод е со шиење на раната. Сега со шиењето на раната, за разлика од отворениот метод, малце е поврзан со пократок постоперативен опоравок, меѓутоа, за разлика од првиот, почести се рецидивите. Постојат и посовремени методи, ендоскопски методи, кои што се резервирани за селектирани пациенти, кај кои што има дол канал, единечен обично канал, кој што може со ендоскопска метода, со влегување со камера и со систем, да се искиретира, односно да се исчисти тој канал и подоцна да се возможи да зарасне. Сега во однос на повторувањето е сличен како и кај затворените методи, значи знае малце почесто да се повторува, меѓутоа е подобар затоа што е сепак минимално инвазивен, не се прави голема инцизија, обично пациентите ги пуштаме истиот или наредниот ден да се лекуваат во домашни услови понатаму и се поврзани со брзо враќање на работоспособноста и функционирање. Сепак и естетскиот дел, нели, кога не правите таква поинтензивна операција или отстранување на ткиво, е поедноставно и за пациентот и самиот естетски изглед е битен. Да, важен е за секој пациент начинот на кој што ќе биде извршена операцијата. Ние во секој случај веќе имаме и гледач на линија, кому му велиме добро утро, кој ни се јавува? Ало? Повелете, во програма сте. Ке ве молам, од Битола се јавуваме. Повелете? Имам еден проблем сличен на овие симптоми што ги кажува докторот. Да чуеме. И се имам лекувано 4 години и повеќе. Одам на хирурзи врвни, се подобрува малце работата, меѓутоа никако да ивчезни конечно. Имам проблеми, истата што ја кажува докторот прогнозата. И јас имам како фистула. Не фисура. Добро. Така ми беше наводот од лекарите дека се наоѓа фисура и дека
не може ништо да се направи со хируршки зафат, затоа што ќе биде неуспешно многу и може да дојде до оштетување и така да немам некој осети за кога ќе се оди по голема нужда. Се мачам 4 години и сега имам, исто како што ми работи срцето, имам пулсови таму и жештини, ми се проширува надолу кон вагината, кон влезот на вагината, нон-стоп имам болки. Само ноќе кога ќе заспијам, не сеќавам, а штом ги отворам очите и тоа си пулсира, боли, печи, невидено нешто. Што може докторот да ми каже во врска со ова? Ви благодариме за јавувањето, секако ќе одговориме на вашето прашање, но претходно да го слушнеме и следниот гледач кој што веќе не очекува на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Од Штип, Богдан, многу поздрав до нашиот штипјанец, еден од најмладите перспективни доктори у Македонија. Ви благодариме. Само поздрав и му пожелувам успех во понатамошната работа. Пријатно. Ви благодариме за поздравот и за јавувањето. Вашите штипјани секако со поддршка за вас, горди на докторите кои што ги имаат од нивниот град. Да се навратиме на првата гледачка. Значи, првата гледачка има сосема друг проблем. Не станува збор за пилонидална болест, станува, колку што ја разбрав, за анална фисура. Тоа е еден проблем кој што не е поврзан со оваа болест, меѓутоа представува пукнатина на самиот анус, кој што понатаму се развива во еден тип на воспаление на самото ткиво, каде што е пукнатината и доаѓа до една фиброза на сфинктерот, кој што е внатрешниот сфинктер на анусот, и е поврзан делумно со контрола на дефекацијата, посебно на течната столица, контролата и на испуштањето на гасови. Не е поврзан обично со надворешниот сфинктер, кој што е со волевата контрола. И сега убаво и објасниле докторите дека можеби ќе има некој проблем ако се третира хирушки, меѓутоа доколку проблемот кој што ги има е многу интензивен, тоаш немаме избор и тоаш се оди кон решавање на проблемот. Постои хирушки третман, иако во голем број од пациентите сме успеали и со конзервативен, поинтензивен третман да се подобри самата состојба. Сепак би требало да дојде пациентката на еден преглед, да видиме дали станува збор за таа состојба, да видиме до каде е, ако постои таа фисура и да ја предложиме неколку начини на лекување. Да, ние разговаравме за третманите, како се третира пилонидалната болест, постепаративната нега, која што веројатно е доста и значајна за да сето тоа се заокружи како треба. Во што се состои? Значи, кажав дека има неколку типа на лекување, без разлика за кој станува збор. Кажавме дека кај отворениот тип на лекување имаме рана која зараснува, да речеме, негде 6 до 8 недели кај некои пациенти, и е поврзана со интензивни преврски, чести посети кај матичниот или ординирачкиот хирург и контроли. Меѓутоа, кај сите овие пациенти потребно е да се отстранат влакната и постеоперативниот зафат, бидејќи ние го отстрануваме проблемот кој што настанал благодарение на таа влакнаост во регијата и меѓутоа влакната не се отстрануваат. Доколку останат, се продолжи со истите навики, седење, зголемена влакнатост, тогаш може повторно да дојде до појава на болеста која што е за жал кај овој проблем е многу честа. Да, рековме, значи, имаме голем број на пациенти, знае да биде здодевна и често да се повторува. Сега во овој дел би спомнал дека предноста на тие минимално инвазивните ендоскопски методи е тоа што можете, знам дека ова звучи чудно за пациентите, меѓутоа доколку имаме проблем кој што често знае да се повторува, предност е тоа што може да направите минимално инвазивна процедура која што може побрзо да го врати пациентот во кондиција и во работоспособна состојба. И ако се дојде до повторување, можеме истата да ја повториме или да направиме некоја поекстензивна интервенција.
Да. Имаме навистина голем број на луѓе кои што имаат седечка позиција во текот на поголемиот дел од работниот ден, луѓе кои што поминуваат и во можеби нехигиенски услови мораат да работат таква работа, па како можат да превенираат за појавата на пилонидална болест? Постојат ли некои превентивни мерки? Па превентивните мерки ги спомнав, отстранување на влакната во тој предел, почесто станување, раздвижување, обраќање внимание на хигиената во таа регија, тоа се некои основни кои што би можеле да кажеме дека принципи на однесување кои што би можеле да помогнат да не дојде до развивање на оваа состојба. Да, и навремено секако појавување на доктор кога ќе се појават првите симптоми кои што укажуваат. Тоа е едно од најбитните работи. Првите симптоми, рана дијагностика, сепак доколку имате едно дупче кое што оди сантим во длабочина, меѓутоа зафаќа само 2 сантима во широчина, е поедноставно да го решите отколку да имате некоја расширена болест која што зафаќа поголем регион, да речеме од 5-10 сантиметри, кој што понатаму било посложено решавањето на таа состојба. Секој проблем кој што навремено не е истретиран може да доведе и до одредени компликации. Секогаш, за жал, компликациите и оние можеби информации кои што им ги даваме на гледачите, а знаат на некој начин да ги заплашат, ги тераат луѓето да размислуваат колку навреме навистина треба да се јават на доктор, па кои се можните компликации доколку не се реши? Најчеста компликација е акутизација, односно појавување на акутно воспаление, кое што најчесто се манифестира како абсцес, односно гнојна колекција во регијата. Се карактеризира со симптоми на акутно воспаление, болка, отеклина, покачена телесна температура, чувство на биење, како што кажа пациентката во таа регија, и понекогаш, доколку само се издренира, течење на гној. Може да се јават и општи симптоми, слабост, малаксаност, отежнато движење, нели? Покачена телесна температура, и доколку не се третира навреме, може да дојде и до појава на генерализирано воспаление или сепса, попознато и кај народот и кај докторите. Третманот кај оваа состојба е, кажав, да се издренира, нели, воспалението. Друг проблем кој што може, да речеме, да се појави до оваа болест е несоодветно третирање на време, па појава на повеќе странични канали кои што ќе дозволат болеста да стане поголема, значи да зафати поголема регија во таа област меѓу интерглутеалната бразда, да се расшири кон крстот, и тогаш имаме проблем затоа што не можеме да ја решиме во еден акт. Некогаш може да се реши, меѓутоа потребен е поекстензивен оперативен зафат, лекувањето се состои во отстранување на сите тие канали и подоцна би било потребно креирање на сложени резени од кожа под кожа за да се затвори тој дефект. Колку често вие се соочувате со оваа болест и овој проблем во вашата клиника во Ремедика? Имаат ли свесу граѓаните да се јавуваат навреме? Да, можам да кажам дека доста честа проблематика. За жал, половина од пациентите се јавуваат веќе кога имаат појавен проблем, значи акутизација на состојбата. Дел од пациентите се веќе кои што имале акутизација, па се смирило, па доаѓаат за совет како да го превенираат тоа понатаму, а помал дел од пациентите доаѓаат во таква првична фаза кога забележале дека имаат некој проблем, па доаѓаат да се консултираат, да видат за што станува збор всушност. Да, хигиената на прво место, секогаш како совет за превенција од појавата на пилонидалната болест, начинот на живење, секако почестото раздвижување, иако имаме седечка позиција во текот на работниот ден, и навремените контроли, секако дека може да спречат до посериозни проблеми. Па генерално тие се општи, нели, препораки за сите пациенти. Физичката активност, нели, и намалување на телесната тежина индиректно би довело до подобрување на оваа состојба. Зголемените хигиенски, нели, мерки во таа регија исто така, и нормално движењето. Тоа се општи, нели, препораки за било кој пациент и за било која болест.
Јас, доктор Митевски, ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија. Верувам дека и ние на некој начин со ова гостување допревме до гледачите да ги применуваат овие совети и препораките, секако да навремено ги направат контролите доколку забележат некои од овие симптоми кои што доколку се занемарат може да доведат до посериозни компликации, па сигурно сум дека со ваквите гостувања од ваша страна ќе ги поттикнеме гледачите да што повеќе внимаваат на своето здравје и на чувањето секако во добрата состојба на целокупниот организм. Благодарам уште еднаш. Сметам дека овие емисии се корисни за пациентите, бидејќи не секогаш пациентите се спремни да се соочат со својот проблем и не секогаш им е пријатно да изложат некој проблем во одредена регија на сопственото тело, па така користа од овие емисии би била да можат да ги запознаат и навремено да се јават да се консултираат со лекар. Да, ви благодарам уште еднаш на можноста да разговараме со вас утрово во рамки на нашата емисија. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше доцент доктор Александар Митевски од приватната општа болница Ремедика, со кого ова утро разговаравме за пилонидалната болест и верувам дека со советите кои што ги испративме допревме до вас да и вие размислите во правец на зачувување на своето здравје доколку приметивте некој од дадените симптоми, сигурно дека навреме ќе реагирате кај вашиот доктор и ќе побарате помош. Секако тука сме и понатаму да ве едуцираме во област на зачувување на вашето здравје, а со нас се секако и нашите пријатели Ремедика, кои што секогаш со својот стручен тим се расположени да бидат дел од нашата емисија, а секако да ни помогнат во разрешувањето на дилемите поврзани со нашето здравје, а тие се секогаш таму да го дадат соодветниот третман и терапија на нивните пациенти. Ви благодарам што го следевте и денешното издание на Македонија денес. Верувам дека изминатите 2 часа поминаа во добро расположение со сите содржини кои што ви ги понудивме во рамки на денешното издание. Многу повеќе секако ве очекува и утре во 8 часот. Имаме повторно интересни теми и содржини и гости кои што ќе бидат дел од нашата емисија. Вие и понатаму продолжете да не следите на социјалните мрежи, таму ве очекуваме секако со вашите коментари, а слушате и македонска музика која што е секогаш наш избор во рамки на нашата емисија и не го менувајте каналот, останете и понатаму со програмата на телевизија 24. Имајте пријатен и убав ден.